Кога го планираме неделното мени, сигурна сум дека во текот преку 1 до 2 дена правите тестенини. Денес решив да ви покажам како да направите класичен рецепт за тестенини. Оној кој класично јас го правам, содржи кашкавал, содржи бешамел, содржи мелено месо, односно оној болонјезе сос. Овој рецепт решив да го направам со рагу сос. Рагу во суштина е сличен на оној болонјезе сосот, меѓутоа единствената разлика е што рагу сосот се прави многу долго. Што значи тоа долго? Италијанските баби кога го прават рагуто, го прават некогаш и по 12 часа. Односно, кога ќе ги спојат сите состојки и кога ќе го направат правата комбинација на се она што се употребува внатре, се става на тиво коган, односно додека нема по некое меурче на 10 секунди и така се крчка до 12 часа. Се собира во тегли и потоа се користи за најразлични пасти. Јас денес ќе подготвам брза варијанта на рагу. Ќе ја подготвам брза, бидејќи нема да ставам 2 чаши вода како што би се ставило по италијанските рецепти, но ќе го правам со дивела сос од домати. За да го подготвиме рагуто, потребна ви е една подлабока тава, бидејќи ќе користиме многу месо, значи 600-700 грама месо и почнуваме. Секако со брилијант сончогледово. Употребете маслиново доколку сакате. Мене ми е многу понеутрален вкусот на сончогледовото и ми одговара повеќе во оваа комбинација. Значи на тивко. Имаме еден кромит, ќе го исечкам на ситни куцки. И стандардна процедура за манџа. Се пропржува неколку минути со сол додека не застакли. Многу сакам лазањи, многу сакам да ги правам лазањите, но многу луѓе им делуваат комплицирано. Мене навистина ми е баш уживање целото тоа редење, спојување на состојки. Рагуто подразбира дека сите состојки буквално треба да се стопат една во друга. Односно да не знаете кои состојки ги има внатре. Во денешната наша рагу ќе употребиме кромит, лук, малку целер, може би нестандардно, но јас го сакам. Имам 3 чешњиња лук. И ситнато. Може да употребите гнечелка. Еден морков на коцки. Секогаш ви раскажувам да бидете внимателни во кујната, јас не бев. Некако тоа соодветно е на мојот карактер, брза сум и имам и нов нож. Може би не сум навикната, ќе ме гледате со малку фластер во емисијата. Не сум повредена, не се грижете. Па мала пауза, продолжуваме со морковот. За да не си исечете, може би е право време да ви ја покажам техниката која не си ја послушав пред малку. За да не си исечете, секогаш дланката со левата држите, ставете ги прстите на внатре, секогаш со зглобовите внимавајте ножот да дојде да го гурате практично со левата рака, така никогаш нема да се исечете, при тоа секогаш повлекувајте го палецот. Морковот оди во кромидот. Го ни се кара со комшиите. Обично е мирољубиво куќе, апсолутно никакви проблеми не прави на ниедни комши, сака луѓе, а меѓутоа должност е да биде чувар на домот.
и предупредува секогаш кога има некакво движење во ходници, не знам за вашите, пратете ни слики од вашите миленици. Обожавам миленици, обожавам кучиња, мачиња. Пратете ни малку да ги видиме. Да се порадуваме на нивната енергија. Пратете ни како зборуваат. Бони многу често зборува и пее. Морковот ќе продолжи да се. Ставам половина целер. Измиене, грубо ќе го излупам само. Иако може да го ставите слободно со секора, ако е добро измиен. Овој рецепт на рагу слободно можете да направите по голема количина. Направете дупла количина. Ставете ја во мали теглички, вакуумирајте на оној систем на топло, значи топлото рагу, во теглите стоплете ги во рерна заедно со капаците. Во топла тегла ставете топло рагу, ставете со топол капак, убаво стегнете ја теглата, вакуумирајте ја. И така таа може многу долго да стои. Секогаш кога сакате да направите некоја паста, слободно само извадете ја тегличката, ставете ја во пастата, стоплете ја, спојте ги со стојките, фрлете малку пармезан и тоа е таа. Секолку доколку сакате да направите нешто посложено, тука е вашиот онлайн маркет Плакет МК, може да направите различни состојки, да сложите интересни пасти и пратете ни слика од вашите рецепти. На тивок оган се полека треба да се пропржи. Следно што ќе оди во рагуто е месото. Јас имам тука говедско и свинско мелено месо, 2 пати измелено во машина. Имам од прилика сооднос 70-30, каде што јунешкото месо е 70%, а 30% е свинското. Имам околу 600 грама, ќе го ставам целото, заради тоа што сакам да биде баш месна рагуто. Оваа лазања е баш месна. Ќе го ставам целото, ќе се обидам да го ситнам додека го правам во процесот на пржење и да биде целосно раситнето, да нема големи грудки од месото. Ќе го пржиме се додека не е готово, односно не ја испушти целата своја течност. Малку обели од сите страни. Доколку не конзумирате свинско месо, слободно употребете само јунешко, така ќе биде попосна лазањата, бидејќи свинското месо е малку помрсно, ќе испушти од својата маснотија. Слободно само јунешко, апсолутно, можеби треба да му дадете 5 до 6 минути повеќе на месото да се пропржи, доколку користите само јунешко. Најомилена рецепт на мајка ми е лазањата. Секогаш кога ја викам на гости, ја лажам со тоа дека ќе направам лазања. Како и сите, и она е многу зафатена, многу ретко имаме шанси да се собереме на ручек и секогаш лазањата ми е добар изговор да ја кажам, дојди ќе ти направам лазања. Месото го пржиме 10, 12, 15 минути, зависи од колкава тава имате, зависи каков оган ќе употребите, значи готово е. Време е да го ставите доматното пире, кога месото ќе ја смени бојата, односно нема да биде розево, туку апсолутно сите зрнца се имаат кафеава убава боја, водата е веќе извриена од дното, тогаш месото веќе ги има задржано сите своји состојки и вкусови внатре во секој малецко парченце. И време е да се додаде
доматното пире. Јас имам денеска дивела, доматно пире, цело литро. Во суштина, кога сакате да направите убаво рагу, секогаш искористете, ако имате повеќе часови, не знам, 3, 4, 5 часа да го правите, ако искористите 500 грама, например, месо, ставете литро доматно пире. Доколку употребите 600, односот треба да ви биде 2:1. Ете така, ќе го измешаме. Секогаш додека го правите месото, посветете му внимание да го раздробите на ситни трошки. Тоа е мојата финта за кратко време да спремам рагу, бидејќи рагуто во суштина треба да биде распаднато месото, односно да биде споено со сосот и да нема парчиња, меѓутоа доколку тоа е малата финта што можам да ви ја кажам, сакате да ви изгледа рагуто и да има вкус исто како она што долго се прави, посветете му време на месото додека го пржите, цепкајте го со лажицата, раздробувајте го на што поситни парченца и на тој начин формирајте баш оваа текстура. И сега ќе го оставиме некои си 10 до 15 минути за да се спои убаво. А потоа ќе видиме колкава количина ќе остане во тавата за да го зачиниме со сол и со бибер. Еве ни се згусна, погледнете каква е оваа убавина во тава. Значи, месото е многу ситно, целиот зеленчук е многу ситен, се споија сите вкусови и јас ќе ставам нестандардно бело вино. Во црвено месо обично оди црвено вино, меѓутоа тоа ми го прави сосот многу потежок. А јас сакам да имам полесно рагу во случајов. Ќе го ставам само да изврие алкохолот, да остане како вкус во позадина. Пробајте, ќе ни кажете што мислите. И бидејќи имам баш огромна количина, тука имам сигурно килограм или килограм и половина сос, не стави воопшто сол, ќе ставам убави 2-3 прстофати сол, ќе ставам црвен пипер, ќе ставам бибер. Јас ги користам зачините на витаминка. Направете фотографии со зачините на витаминка, испратете ни ги. Ќе ги објавиме на нашите профили. Направете интересни фотографии додека готвите. Да се забавуваме додека готвиме. И тоа е тоа. Виното испари, мириса баш месно. И ќе го намалам огнот, односно ќе го исклучам целосно и ќе почнам да го правам бешамелот. Овој пат нема да употребам она што стандардно се употребува во лазањата, нема да ставам редови кашкавал на секоја кора, сакам да ја олеснам целата лазања. Употребив многу месо, буквално како за мусака, и ќе оставам да доминира. По правило во оваа лазања секогаш се одат ред кори, ред сос, ред кашкавал, а јас ќе направам лесен и нежен бешамел со мегле пармезан внатре. За тоа ви е потребна една тава или тенџера. Ќе ставиме околу 100 грама мегле путер. Сите мегле производи денес ни ги донесе Даут, нашите пријатели од Даут и Комерц, преубави млечни производи. Ставам чисто грамави со отприлика 2 лажици.
и ги ставам да се растопат. Ќе стоплам околу половина килограм млеко. Во путерот ќе додадам околу 2 лажици брашно. И кога го додавам брашното, неколку пати сум ви кажала, агресивно мешање. Да се растопат сите грудки. А кога ќе почнете да давате млеко, нежно, во осмици. Дајте му неколку минути, убаво да се соедини, да направи свиленкаст и нежен сос. И тоа е тоа. Убаво засолете. Бешамелот секогаш треба да биде убаво засолен и да има убава количина на бибер. Доколку нема, има многу блуткав вкус. Јас воопшто не го сакам. Овој пат ќе употребам црн бибер повторно, затоа што ќе го ароматизирам, малку нестандардно, мојот бешамел со морско оревче. Имам половина лажиче морско оревче. Мирис на зима. Морско оревче ме потсеќа на ние gingerbread cookies, на сите сладки рецепти кои ни предстојат во празниците што доаѓаат. И исклучете го од оган, да биде само со својата завриена топлина и ќе ставиме цела кесичка мекле пармезан. Промешајте. Чудесно. И тоа ми е вториот дел од рецептот за лазања. Овој пат нема да ги натопам моите дивела кори. Ќе искористам една тавче. Ќе ставам брилијант сончогледово масло на дното, за да не ми се залепат. И почнувам. Најпрвен ќе ставам од сосот на дното, затоа што сакам да не се залепат лазањите. Само неколку лажици. Бонина мириса. Не знам дали може да ја забележите. Секогаш кога готвам, да знаете, кога ќе замириса на месо, никогаш кога замирисува на брокула, ја имате бони верно до мене залепена. Вториот слој идат кори од лазања. Ова тавче ми собира точно 3. Гледате? Тие ќе се расшират, дополнително ќе го исполна тавчето и почнуваме со редење. Убаво и дарежливо ставаме од сосот. И ставаме на неколку места од бешамел сосот. Мириса на виното, на морското оревче, на рагуто, на зеленчукот, на целерот. Прав зимски рецепт. Продолжувам с повторно со корите лазања, притиснете ги.
Ова би било одличен рецепт доколку сакате да употребите канелони, бидејќи рагуто е многу цврст, густ сос и многу лесно може да го наполните, да наполните тестенината, канелоните со овој сос. Пармезанот веќе си има растопено во бешамелот, го има дополнително збогатено вкусот. Ќе биде баш како мермер целата лазања, некаде црвено, некаде бело, каде што ќе пресечете. Одиме со уште еден слој кори. Ќе мора да почекаш да се сготви. И завршниот слој ќе завршам со кори лазања. Значи, мислам дека тука имаме 1, 2, 3, 4, 5 слоја на кори. Последниот слој само ќе му ставам од бешамел сосот, убаво ќе притиснам. И на крајот ќе додадам малку вода. Убаво ќе го премачкам со бешамел сосот да се запече тој пармезан кој го искористивме. Премачкаме. Бибер. И ќе ставам една чаша вода. Водата ми треба за да ми ги свари лазањите во краевите. Ќе навлезе, не се секирајте. Покриено со фолија, оди во рерна на 200 степени 40 минути. Овој пат ќе користам една специфична програма која има адрените на горење, ќе користам долен грејач со кружно движење на воздухот, со вентилатор. Вентилаторот ќе овозможи еднакво и рамномерно печење на лазањата комплетно на сите кори и на крајот ќе ви го покажам резултатот. Готова е лазањата. Ја извадив фолијата од печењето, ја оставив уште 10 минути да се запече. Да видите колку феноменално изгледа. Бешамелот, пармезанот, апсолутно се споено. Корите се сварени. Ќе ја исечеме. Топло е се уште. Ставам само малку бибер. Секогаш побаво ми изгледа храната кога става бибер од озгара, а ја обожавам бибер. И јас ова морам да го пробам. Се
Се надевам дека нема да се испогорам, многу е топла. Ова мора и Бони да го проба. И тоа беше предлогот за денеска. Се надевам дека ви се допадна, се надевам дека ќе ги пробате моите тајни состојки во рагу лазањата. Вие пишете ни ваши рецепти, а ние веќе се гледаме утре со нови идеи, нови вкусови во Готвиме со Маја. Мора да ја пробаш и ти. Се сложувам.